Да, се враќаме во студиото. Дојдовме до кога зборуваме за промените и до владата донесе одлука денес за назначување на нов јавен обвинител. Тој предлог наскоро ќе биде доставен и до парламентот. Кажете ни, господине Наков, каков треба да биде новиот јавен обвинител и во што треба да се разликува од досегашните јавни обвинители, еве барем од овие во последните 10 години? Само како увод ќе кажам, ќе го повторам она што прескао реков. За да почнеме ние со реформи во судството, односно во правосудството, мораме да почнеме од Советот на суди, од Советот на јавни обвинители. Денешната одлука за разрешување на републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски веќе оди во процедура пред собранието. Кога веќе ме прашувате како треба да изгледа новиот републички јавен обвинител, јас ќе го кажам следното. Гледајќи ја дефиницијата во Уставот на Република Македонија, а јавниот обвинител е самостоен и единствен државен орган, кој ги гони сторителите на кривични дела и врши други со закон определени работи. Тоа значи, јавниот обвинител не спаѓа во системот на власта, он е надвор од власта. Не е учесник ни во законодавната, ни извршната, ни судската. Тоа значи, јавниот обвинител, ако осети, дојде до докази или до сомнение за сторено кривично дело, може да затвори од председател на држава до најнискиот судија. Ние тоа у нашата држава не може да го сватиме. И јас тргнувам од тука. Ние мора, час поскоро, да почнеме да бараме одговорност за сите судии, за кои јавно слушавме дека седат на одредено чешмиче и се договарат со судии, со обвинители, со адвокати и така натаму за одредени работи, за одредени суми. Тоа е јавна тајна во Македонија. Тоа ништо не кажуваме. Дури има една фрапантна изјава на председателот на Скопска единица Панчевски, па вика тоа не е ништо лошо. Јас ќе ви го цитирам, бидејќи не ја памтам реченица, вика тоа не се смета за кршење на закон и злочин. Која дрскост? Тоа не е ни кршење на закон и злочин. За кого знаеме и гледавме што се правеше во поглед на градбите. Такви во правосудството имаме плејада. Не се слагаме с колегите дека таа бројка е мала. За жал, огромна е. Митаџиите суди и обвинители е огромен број во нашето судство. Ако пропорција барат 20 со 80, тоа ви гарантирам. Тоа не рековме ние. Добро, но Ја викам. Ја викам 20 со 80. добро, како да излеземе од тој магичен круг каде што ние имаме законска регулатива која вели како што вие велите дека јавниот обвинител е независен формално. Но видовме што се случуваше. Како значи да го избегнеме повторно тој момент? Не ви го дадов одговорот на првичното ваше прашање. Каков треба да изгледа јавниот обвинител? Да, тоа е истото прашање. Јавниот обвинител мора да е чесен, коректен, човек со интегритет, човек со огромно искуство, човек кој пред се ќе има умешност да раководи со полицијата, со управата, со финансова полиција, а не покорно да ги слуша. За жал, кај нас во обратна ситуација. Како да го избегнеме тој момент, повторно ќе прашам, Личниот авторитет Како и ќе го интегритет избегнеме никој не моментот- може да ни го даде. Јас во една друга емисија спомнав еден мој многу ценет колега, не е меѓу нас, меѓу живите, викаше вака: за да бидам јавен обвинител, кој ќе те викнам во канцеларија, треба ноговиците да се тресат. Не судија, свети судија биди, ноговиците да се тресат, значи он кој ќе те викне има зошто те вика. Кај нас судиите милуваат странката. Која странка, бе? Која странка? Председателот на Врховниот суд се обраќа за републичкиот јавен обвинител странката. Он веројатно не знае дека освен у судскиот процес, он има и други работи што ги врши. Надвор од салата, кај што не е странка. Специфична е улогата на обвинителот. Да. Се уште не е сватена во рамките на нашиот правосуден систем. Тоа ви гарантирам, има луѓе што ја работат таа функција, поима нема што работат. Господине Нанев, може ли Македонија некојаш да добие јавен обвинител кој, како што вели господинот Наков, би бил страф и трепет од налик на оние обвинители кои ги има
во западните земји, кои навистина им се слуша гласот и кои навистина, ако ви зачукаат на врата, значи има зошто дошле, и кој ќе биде независен, навистина независен, кој нема да биде, повторно ќе кажам, само послушник на онаа власт која е во моментот на позиција. Може. Доколку целокупниот процес е транспарентен, одговорен, ако е видлив и ако нема задни намери, целокупниот тој процес кој што се одвива од страна на политичките структури. Значи, дефинитивно мораме да ги рачистиме клучните елементи, што всушност сакаме да добиеме и кој е бенефитот од поставувањето на интегративна личност, одговорност, стручност, знаење, професионалност. Значи, кои се намерите, кои сте целите? Секогаш поаѓаме прво од политичка волја, тоа е... Апсолутно. Колегата потенцира. Ние точно во законот за јавното обвинителство, нешто го во својата дебата го кажа почитуваниот колега. Во членот 1 е јасно наведено. Првен, јавниот обвинител е државен орган. Значи државен орган со своји права и надлежности кои што се грижи за откривање на сторителите на кривичните дела. И така натаму и со други овластувања. Значи по дефиниција тој е дел сегмент кој што произлегува од интересите на државата, односно на извршната власт, бидејќи откривањето на кривичните дела всушност е барање предпоставка за заштитата на безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Но во законот за кривична постапка произлегува другата објективна позиција на самиот јавен обвинител, странка во постапката во самата судница. И тука се оние прашања кои што ќе стопати се мешаат, државен орган, странка во постапката. Значи, да ги рачистиме. Кога се наоѓа во судницата, тој е странка во постапката. Надвор од судницата, јавниот обвинител е државен орган кој што своите права, обврски и надлежностите ги влечи и од законот за јавното обвинителство, меѓутоа паралелно и од уставите и другите меѓународни документи. Значи, ќе потенцирам со тоа политичката моќ, доколку односно политичката власт, без оглед која, доколку сака дефинитивно во Република Македонија да изгради личност која ќе биде страв и трепет, не во она вистинска физичка сила, меѓутоа страв и трепет, со кредибилитет, со имидж, во делот на гонењето на сторителите на кривичните дела, без било каква предрасуда, само во тој случај можеме да сметаме на личност која што ќе може да ги остварува оние надлежности кои што произлегуваат и од уставот и од законите на Република Македонија. Во Република Македонија има навистина стручни луѓе, но доколку се разбира она што го реков, ако не се следат задните намери на оние кои што ги предлагат и избираат таквите структури, односно лидерите, сигурно дека ќе имаме проблем. Јас на почетокот во мојата дебата кажав, Република Македонија се соочува во изминатиот временски период со сериозен проблем на судскиот менеджмент и на лидерството, но таков е проблемот и со менаџирањето во јавното обвинителство. Ако се надмина таквите прашања, дефинитивно дека таквата кредибилна личност ќе може да одговара, односно да биде одговорна и во секој момент, нели, да го воспостави владењето на правото. Една реченица, ако ми дозволите да додам. Ние мораме да констатираме, а мислам дека си тројца ќе се сложиме со тоа. Резултат на појавата на специјалното јавно обвинителство е неработењето на редовното јавно обвинителство на чело со Марко Зврлевски. Одговорноста негова на висшите обвинители на подрачјата, на основните обвинители од трите големи јавни обвинителства, тоа се Скопското, Битолското и Штипското, мора да сносат одговорност за ваквата состојба на работите. Ние имаме криминал во секој град, во секоја општина. За Скопје да не зборувам, 80% од криминалот е тука. И не може основниот обвинител на Скопје да нема покренато ни едно од обвиненијата за кои секојдневно вие, како телевизиски куќи, како медиуми, зборувате. Секојдневно, буквално, господјата Гешковска. Вие не ја ни спомнувате. Пола, да не речем, може и не ја ни знаат, не, ја немат видено. Таа сноси огромна одговорност. Таа е десната рака на Марко Зврлевски. Да. Добро, некако ни лета времето, немаме премногу време да се задржиме на одредена тема, така дојдовме и до специјалното јавно обвинителство. Има една изјава... Зврлевски, ја да кажем, за јавно. Може да кажете за Зврлевски, ова е... Не за јавниот обвинител. Да, поврзано е ова. Поврзано е, кажете за Зврлевски, но сакам и ова да ве прашам. Оваа изјава ми привлече внимание, ја дава Девид Лабан за Гласот на Америка на македонски јазик, тој е претседател на Асоцијација на обвинители во Вашингтон, и тој вели:
Ако и евентуалниот нов јавен обвинител не воспостави добра релација со специјалното јавно обвинителство, треба да се назначи уште еден специјален обвинител покрај Катица Јанева. Тоа е иронијата. Сакам ова да го искоментирате, а пред тоа кажете ми за Зврлевски. Ќе се растури дужа. Да. Не за Зврлевски, за јавниот обвинител, сакав да кажам. Значи, потполно се слагам дека моралниот, личниот, професионалниот интегритет на оној што ќе го ја води функцијата и неговите способности да организира таа функција од врвот, од јавен обвинител на Македонија до основните јавни обвинителства е многу битно. Меѓутоа, политичката волја, политичката волја на гарнитурата на власта е најбитна. Значи, ако се проложи со плашење, со затварање на обвинители, суди, со шиканирање на нивните семејства, луѓе се ќе попуштаат. Значи, ќе попуштат. Од друга страна, со мито, со пари, со привилегии и давање. Значи, основното во овој моментов е Заев, премиер. Премиерот Заев со неговата екипа и односно искреноста на неговата екипа, кои ги работи овие реформи со странски експерти, значи, дали искрено сакаат ние да имаме независен јавен обвинител? А иначе ние имаме стручен кадар. Значи имаме стручен кадар кој тоа може да го работи. И сега треба да се најде не само стручен, него и морален. Значи има стручњаци, ама што не се баш со моралот што се скарани. А за сега ова што кажувате дека ако јавниот обвинител нема соработка со специјалниот јавен обвинител, а тоа го дозволи гарнитурата на власт, значи гарнитурата на власт навистина не сака независен јавен обвинител, бидејќи поставувањето и разрешувањето директно зависи од извршната и од законодавната власт. Значи и од извршната и од законодавната власт. Значи ако е тоа така, тогаш, ако ние имаме обвинител што прави обструкции на СЈО, нека го сменат. Па следниот ќе биде опоменат и ќе нема да прави истата грешка. Да, но тука во овој став има една теза која е доста важна, намерно го поставив. Поставена е, добро, ова е дадено во контекст додека беше претходниот јавен обвинител, мислам тоа се подразбира. Но, ова е во контекст на тоа дека истекуваат роковите на специјалното јавно обвинителство за подигање на обвинение. Не е тоа проблем. Кажете ми, Не е проблем. зошто не е проблем? Затоа што кривичните дела дали ќе биде специјалното, ако има политичка волја, ова што го викаме, пошто овие што работат у специјалното јавно обвинителство веќе се у предметите, мислам дека добро работат и у текст со тоа, едноставно ќе бидат распоредени, сите они доаѓаат од обвинителството, ќе бидат распоредени во редовното јавно обвинителство и предметите ќе се продолжат. Нема некои посебни процесни постапки или предпоставки за водење на тие постапки. Значи, тие се во рамките на редовното законодавство, редовниот закон за кривична постапка, редовниот кривичен законник, постапките што ги што ги регулираат работењето на Министерството за натрешни работи со поврзаноста со обвинителството. Значи сите тие закони важат и за специјалното јавно обвинителство и за редовното јавно обвинителство. Едино постои, па и ова специјално јавно обвинителство, доколку нема специјален суд, па доколку нема виш специјален суд, односно тоа е џабе. Значи еве и сега гледаме што ако има специјално јавно обвинителство, кога нема волја кај гарнитурата и кај судството и кај редовното јавно обвинителство, ништо не може да помине. Па ние имаме сега притвор, да ви кажам, за загрозување на сигурноста. Кривично дело до 1 година се дава или до 3 години ако е во семено насилство, а немаме притвор за во вршење на функција, а човекот се уште ја врши функцијата, а обвинението е 7 милиона, 10 милиона евра. Значи може да влие барем, но стручњаците го викаме, заради влијание на сведоците. Ние такви притвори немаме. Па немаме ни гаранции. Значи, ајде да речеме, не е притворот, и јас сум против притвори. Ама нека остаи сивот имот за гаранција дека нема да бега или дека нема да влие, па тогаш ајде молим. Ами воа без никакви мерки се пуштаат луѓето. Значи во моментов нема волја. Значи не са кај судството и кај обвинителството. Ако политичката гарнитура не создаве нова клима, не само да ја создава, него треба да ја избутка таа нова клима. Треба прво на сите судии што се освестени да им овозможи така да работат и обвинители, а на оние други нешто да ги освести или да ги избрка од работа. Ако веќе нема можност за генерален реизбор. Значи се е до волјата политичка на гарнитурата и до нивните правилни решенија сега. Да, наков. Во Албанија се почна со реформи во правосудниот систем по
препораки на Приве. Тие реформи бара 3 критериуми. Првиот критериум беше испитување на имотната состојба на кандидатите, судии и јавни обвинители. Второ, нивниот интегритет, авторитет во средината во која живеат и работат. И третата работа беше тоа што господинот Нанев го потенцира, резултатите во работата. Така да, и кај нас сето тоа може да се спроведе. Моje лично убедување е токму доаѓањето на Приве ќе даде акцент на, да не речем, ист модел или сличен модел, некој кој ќе одговара веројатно на нашите. Проверка на интегритетот. Значи- Да го дополнам колегата, бидејќи во Албанија, со имплементирањето на овие објективни критериуми, 30 кога започна целокупниот процес, 30% од судиите си даде оставка. Ето. Што значи Сами. проветрувањето, самото проветрување Селектирање. во фелато 30% ви покажува една сериозна бројка која што отвара еден широк простор на оние судии или јавни обвинители, ајде да кажем, во севкупниот правосуден систем. Кажете ми што е кај нас со Академијата за суди и јавни обвинители, една институција која е направена, која требаше да овозможи да се имплементира токму тој интегритет и во судството, но се чини дека покрај сите овие евидентни проблеми кои ги имаме, се чини дека таа цел не е постигната. Па дефинитивно она што и медиумите и целокупната јавност го изнесе во изминатиот временски период за самата Академија за суди и јавни обвинители се покажа дека тоа е еден невиден срам за целокупниот правосуден систем во Република Македонија. Академијата за суди и јавни обвинители беше замислена како канализирање, односно департизирање на идните кадри кои што треба да бидат суди и јавни обвинители, каде што своите капацитети ќе ги градат, значи подготвувајќи се да бидат стручни и професионални, меѓутоа се покажа од она што го слушнавме, начинот на изборот на кандидатите, понатаму 2 години неизборот, посебно на последната генерација, каде што треба да бидат изборни 30, па потоа 45 и така натаму продолжување, па носењето на судските одлуки, па 46-тиот кандидат влегува во листата како 15-ти кандидат и така натаму, па злоупотребите преку апликантите за суди и јавни обвинители и така натаму, се покажа дека наместо департизација, оваа академија стана извореден канал за партизирање на судиите и јавни обвинители кои што понатаму нели преку обуките се избираат, односно се назначуваат со страна на судскиот совет. Дефинитивно, овој модел кој што не е пракса, не е европски модел или европски стандард како сакате, мора да претрпи соодветни трансформации во делот на нејзиното организирање, односно надлежностите, пред се во дел на академија кој што ќе се занимава исклучиво со континуираната обука, а се разбира европските стандарди кои што ги имаме како менторски систем во наразвиените правосудни системи Шпанија, Германија, Италија, Холандија и така натаму, ќе овозможи да се изгради еден современ начин и ќе овозможи и останатите кадри кои што произлегуваат тука, пред се мислам на судските службеници, на адвокати и така натаму, други професионалци кои што имаат интегритет и така натаму, да бидат дел од правосудниот систем, се разбира исполнувајќи ги одредените критериуми. Јас се надевам дека во сетот на прашања кои што се однесуваат на извештајот на Прибе, токму и академијата е еден од клучните проблеми. И доколку тој проблем можеби е првичен проблем, Академијата за суди, па понатаму судскиот совет, па понатаму судскиот буџетски совет, законот за судовите, за утврдување на факти и така натаму, тоа се дел од сетот на законските решенија кои што неминовно во овој краток временски период мора да доведат до значителни промени, ако сакаме понатаму да направиме целокупна трансформација на судскиот систем. Јас сум убеден дека имаме стручни лица, професионалци, знаења и заедно со поддршката на меѓународните експерти кои што им благодариме, ќе направиме еден современ судски систем во Република Македонија. Да, Зафиров, завршуваме со вас. Еве, ќе прочитам еден Facebook статус, за вас е интересен, бидејќи сте сега адвокат, сте били судија. Андреја Стојковски од Евротинг вели вака. Во контекст на тоа што денес господинот Мијалков беше во СЈО и вели вака. Тоа што Шврговски ќе го брани Мијалков за дела сторени дури бил државен јавен обвинител, можеби е правно дозволено, но е морално сосема погрешно. Тоа точно покажува колку бил корумпиран системот. Се согласувате ли со ваква ситуација? Се слагам. Тоа е далеко од адвокатската етика. Значи, не треба се да е сопишана норма регулирано, него тоа е далеко од адвокатската етика. Значи, во времето кога он бил обвинител, за тоа што работел Мијалков, он сега да го брани, воопшто по моје не е во ред.
Тоа ако исто некоја странка која сум 20 пати јас сум ја бранел, утре дојде друга странка, па јас сега против не за да одам, знаејќи ги сите тајни на мојата претходна странка и сите слабости. Значи, воопшто не е од морален аспект, воопшто не е етички. Една реченица ќе ми дозволите да ја кажам. Јас и Шврговски беме кандидати за републички јавен обвинител во истиот момент, во истото време беше прашањето кој од нас двајцата ќе стане. Тој стана благодарение на господинот Мијалков, за мене велија дека сум бил многу тврд орев. Па народот не го мисли. Господа, ви благодарам за учеството. Ни истече времето, уште една анализа посветена на правосудниот систем. Имавме доста. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете ја Телевизија 24.